Александар Македонски, кралот кој никогаш не изгубил битка. Кога историјата ви доделуваат титулата велики, сигурно сте направиле нешто сосема посебно. Непосредни примери ја вклучуваат последната царица на Русија, Екатерина Велика, и најпознатиот од англосаксонските кралеви Алфред Велики. Во антиката никој не стои повисоко од Александар Македонски. Младиот воен гений кој ниту еднаш не изгубил битка и основал огромна империја која најави нова историска ера. Подемот на Македонија. Роден во 356 година пред новата ера во Пела, античкиот главен град на Македонија, татко на Александар бил кралот Филип II. Филип бил првиот владетел на Македонија кој го ставил кралството на картата. Сместено на североисточниот дел на македонскиот полуостров, малото кралство Македонија со векови лежало во сенката на големите градови и држави Спарта и Теба. Сето тоа се смени кога на власт дојде воено умешниот Филип. Воведувајќи сеопфатни реформи во својата армија, Филип ги презеде старите овластувања и победи, воспоставувајќи нова хиерархија на копното со Македонија на врвот. Младиот владетел во подготовка. Воспитан од големиот филозоф Аристотел, Александар ја докажал својата вредност на бојното поле на 18 годишна возраст, борејќи се за време во походот на неговиот татко. Во битката кај Херонеја во 338 година пред новата ера, Александар командувал со силите што ја уништиле озлогласената непобедлива света чета на Теба, единица од добро обучени и борбено закоравени луѓе. Во 336 година пред новата ера, Филип бил убиен и Александар се качил на тронот. Пред неговата смрт, Филип почнал да го насочува својот нишан кон исток, сонувајќи да ја освои Персија и да ја доведе во рамките на Македонската империја. Таа визија ја наследил и Александар Македонски, кој сега сакал да ги прошири границите на неговото кралство подалеку од македонското копно. Александар се упатува кон исток. Веднаш по смртта на неговиот татко, Александар брзо и безмилосно ги покори сите закани за неговото владење. Потоа повторно ја потврдил македонската контрола пред да го сврти своето внимание на исток во 334 година пред новата ера. Пред Александар беше огромната Персиска империја. Шансите беа огромни против младиот владетел, но како што историјата ќе се сеќава понатаму, Александар не бил обичен крал, воен гений. Продолжувајќи со воените реформи што ги вовел неговиот татко, Александар основал војска која буквално би десеткувала се што ќе дојде во контакт против неа. Всушност, тактиките и стратегиите што ги користел Александар се уште се изучуваат во воените академии до ден денес. За почеток, Александар заповедал жестока лојалност со војниците кои биле подготвени да го следат до краевите на познатиот свет. Тој често ја прилагодуваше својата тактика на задачата, што ја имаше искористувајќи го локалниот терен во своја полза и смело водејќи однапред со брзина и прецизност. Иако честопати биле побројни, Александар беше познат по тоа што ги фаќаше својот непријател без стража, ја искористувал иницијативата и ги негирал сите нумерирачки предности што би ги имале неговите непријатели. Срцето на македонската војска што чукаше беа фалангите, редовите цврсто набиени војници со долго копје, во комбинација со воениот гений на Александар, пешадиската формација беше незапрелливото смртоносно оружје и смртоносна сила. Персија паѓа во рацете на Александар. Персиците со мечови дадоа се од себе, но не можеа да одолеат на нападот на Александар и неговата војска. Без да претрпи ниту еден пораз, Александар ги предводел своите луѓе до персиските територии на Мала Азија, Египет и Сирија. Во 331 година пред новата ера, неговата побројна војска се соочила со персискиот крал Дарий III во битката кај Гаугамела. Тоа би се покажало како клучен момент во историјата, бидејќи до неговиот крај Дарий би бил мртов, а Александар новиот крал на Персија на 25 годишна возраст. Царството се шири. Иако победата на Александар над Персија била монументална, ненаситно амбициозниот млад крал сакал повеќе. Тој погледна кон исток и тргна со своите луѓе натаму.
Во 327 година пред новата ера, македонците влегле во Индија и нивното освојување продолжило. Новите непријатели на Александар користеле оружје за разлика од било што досега, воени слонови. Иако овие се покажаа како достоен непријател, македонците брзо најдоа начин како да ги искористат нивните слабости. Александар конечно се враќа назад. Александар тргнал напред во Индија, со надеж дека ќе го покори целиот потконтинент. Меѓутоа, откако маршираа илјадници милји и години борби, неговите луѓе конечно ја достигнаа својата граница. Иако лојално го следаа до овој момент, тие побараа да си одат дома и по неколку дневни размислувања Александар на крајот попушти. Смртта на Александар. Немирниот Александар почнал да прави планови за освојување на Аравија. Меѓутоа, таквите мисли не смееле да се реализираат бидејќи тој починал во 323 година пред новата ера, на само 32 годишна возраст во градот Вавилон. Причината за неговата смрт е многу пати дебатирана, а некои тврдат дека тоа е природна причина. Повеќекратните повреди, здобиени од војна во комбинација со влошеното здравје, можеле да го остават телото на Александар слабо и подложно на треска и болести. Други предложија повеќе злобни причини за неговата смрт, вклучително и труење, иако вистината на ова прашање никогаш нема да се знае. Наследство. За време на неговото освојување, Александар основал над 70 градови, вклучувајќи го и египетскиот град, кој се уште го носи неговото име Александрија. Неговата империја се протегала на 3 континенти, покривајќи околу 2 милиони квадратни милји, со воведување на македонските обичаи, јазик и култура. На толку огромно подрачје, Александар најави нова ера во антиката, позната како македонски период, што се однесува на она што е под влијание на македонската култура. Како што дојде царството на Александар, така и отиде. Бидејќи не именуваше наследник, македонското кралство го распарчија внатрешни борби и борби за моќ меѓу воената елита. Сепак, пейзажот на античкиот свет бил за секогаш изменет. Достигнувањата на Александар го зацементираа како еден од највлијателните и најуспешните водачи што некогаш живееле. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрајб или претплати се, а тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.